како влада имате кампања купувајте домашни производи, кога може да се очекуваат првите резултати кои се наредните чекори да се поттикне потрошувачката на домашни производи во земјата? Кампањата Македонско најдобро кој што ја почна Министерството за земјоделство, односно владата, е со цел да ги стимулираме домашните потрошувачи, да подкренеме националната свест и малку и патриотски да настапуваме, да си го трошиме она што во Македонија се произведува. Целта на оваа кампања е да метафорички кажано дадеме еден сериозен аплауз на сите земјоделци кои што произведуваат земјоделски производи, нормално и на македонските компании кои што работат преработки од земјоделски производи, бидејќи тие компании плаќаат даноци, вработуваат луѓе, а со оваа кампања сакаме преку зголемената потрошувачка директно да им помогнеме во делот на нивната екзистенција, рентабилност и зголемување на своите капацитети и крајната цел е парите да завршат во нашата држава, едноставно да си го цениме она што е наше македонско, квалитетно и нормално преку ваквата кампања да се продолжи. Министерството изминатиот период имаше низа на состаноци со стопанските комори на кои што присуствува и дел од кондиторската индустрија. Кампањата е широко прифатена, веќе од наредниот период согласно и залихите кои што ги имаат компаниите, ќе почне самиото лого што е на Македонско најдобро да биде аплицирано на секој еден производ со цел да биде по-визибилно достапно за секој еден граѓанин. Оваа кампања, повторувам, нема да биде стихина овие само неколку месеци, оваа кампања ќе продолжи во наредните години, се со цел да имаме еден континуитет и да работиме на подкрепање на националната свест, да си купуваме македонско, наше домашно, она што е најквалитетно и најдобро. Како ви годинашниот род на пченица и дали вие следите како министерство, откупувачите се придржуваат на она што го ветија за откупот и да не увезуваат пченицата дека не заврши и што очекувате наредниот период? Согласно податоците кои што ги имаме во Министерство, го имаме комуницирано тоа во јавноста дека оваа година, согласно онаа заложба која што имавме минатата година, имаме подкревање на површините под пшеница и оној просек кој што го постигневме на ниво на држава, а кој што е сериозно повисок од претходни години, тука благодарение пред се на земјоделците кои што ги применија сите агротехнички мерки, помножено со вкупната површина под пшеница кој што ги имаме во регистарот на Министерство, добиваме податок дека имаме негде над 280.000 тони произведена и собрана пченица од реколта 25, што е приближно или еднакво над домашните потреби кои што ги имаме како држава. Во делот на наредната реколта, бидејќи се наоѓаме во период на припремање за сеидбата за жетва 2026 година, ќе имаме низа на состаноци со сите земјоделски здруженија. Планираме одредени модификации се со цел да ова производство го стабилизираме и по можност да го зголемиме. Тука ќе разговараме и за програмата 26 во делот на семенскиот материјал, дополнителна некаква поддршка со цел бидејќи овој стратешки производ е навистина важен за нас како држава и ова достигнато ниво треба да го одржиме. Владата, Министерството е партнер на земјоделците, така ќе продолжиме во наредниот период, се со цел, ќе повторам, заеднички, партнерски да градиме стратегии и програми кои што ќе имаат ефект, а да не бидат само пари кои што се потрошени, а производството да ни опаѓа. Дали ова добро производство, големени површини, значи стабилност во цените наредниот период на основниот прехранен? Видете, ние покажавме дека кога на иста маса ќе седнат земјоделците, земјоделските здруженија, компаниите кои што откупуваат, ќе се произведе не само по квантитет доволно за државата наша, него и квалитетот да го подкренеме. Оваа година имаме сериозно добар квалитет кој што е прифатлив за нашата мелничко-пекарска индустрија и тоа значи дека нема потреба повеќе оваа година да бидеме зависни од увоз, меѓутоа крајната цел покрај знаете дека стоковите резерви направивме напор да ги полниме со пченица од домашно производство, веќе за наредната година ќе интервенираме токму во жетвата кога треба да се учествува во регулација на откупната цена. Меѓутоа, со добриот квалитет, со квантитетот кој што го постигаме, Македонија ќе застане сопствени нозе, нема потреба да зависиме од увоз на пченица од соседните држави или не знам од каде, него нашите земјоделци ќе произведуваат за нашите преработувачки капацитети. Министерството, владата стои на располагање, овој квалитет и овој квантитет да го отсликаме веќе во наредната 26 година.